Доброволното противпожарно друштво од Кочани успешно ја организираше гала вечерта. Гала вечерта се одржа во просториите на ресторанот Ла Спеса, а беше организирано за прв пат од Доброволното противпожарно друштво од Кочани и истата помине во пријатна и позитивна атмосфера, информираат организаторите. Председателот на Доброволното противпожарно друштво Златко Илиев во своето обраќање пред гостите зборуваше за тоа што работи Доброволното противпожарно друштво и каде и во колку пожари до сега има интервенирано. Оваа година броиме 45 интервенции на кои учествувале 126 доброволци, од кои најголем дел се шумски пожари, полски и пожари на објекти. Но покрај другото имавме извлекување на повредено лице од тешко достапен шумски предел, интервениравме во поплави, имавме интервенција во потрага по исчезнато лице. Исто така бевме од голема помош на СВР Кочани во зимниот период кога се ставивме во функција за да помогнеме околу ставањето на ред на возилата на Пониква. Имавме исто така и две редовни крводарителски акции, повеќе вонредни, и до сега собравме 38 единици крв. По барање на општината и под менторство на Дирекцијата за заштита и спасување се организираше и обука на сезонски пожарникари која успешно ја поминавме. Исто така ДПД беше и дел од проектот Јасно дете, кој беше организиран за прв пат во Кочани. Ние се пријавивме како организација која ќе ги собира тие пакетчиња и после тоа ќе ги да даруваме на деца од социјално ранливи категории и морам да кажам дека бројот собравме 350 пакетчиња, односно после Скопје и Титула Кочани беше на третото место во целата наша држава, а тоа се должи секако и на вас, за тоа што сите граѓани на Кочани даруваат. Илиев додаде дека реконструкцијата на објектот, која даде на користење од општина Кочани, е во завршна фаза и ќе следи вселување. Како еден од приоритетите на Доброволното противпожарно друштво е обезбедување возило кое е повеќе од неопходно за нормално и полесно функционирање.